Жителите на Карпош 4 речиси цел месец дишат загаден воздух. Според надлежните, главна причина за загадувањето периодов е што жителите на општина Сарај секојдневно ги палат нивите, а чадот се шири и во соседните општини. Граѓаните алармираат дека загадувањето особено се чувствува навечер. Одва иницијативата потенцираа дека мерните станици на Министерството за животна средина престанале да работат после зачадениот викенд во градот, откако претходно мерната станица во Карпош покажа присуство на над 140 PM10 честички. Мобилната станица поставена во Ѓорче не покажа ништо, зашто инструментите за PM10 и PM2,5 се калибрираат од јуни, иако беше кажано дека во тек на август заедно со тие од Куманово, Тетово, Битола ќе бидат повторно вклучени во системот. Еве септември стигне и нема никакво поместување. За тие пак што не работат од лани, Газибаба, Лисиче, Велес, за нив судбината и после повеќе од година дена е матна, обвинуваат од одва иницијативата преку социјалните мрежи. Велат дека вака е секоја година во ова време, никому ништо работава, нема објава ни зошто, ни од каде, ни што ќе се преземе за да не се повтори. Молк на надлежните инспектори и градоначалници, пишуваат од одва. По пријавите од граѓаните, градоначалникот на Карпош интервенирал во градскиот инспекторат. Зошто пријавив таму? Бидејќи имаме неколку слики и видеа од чат кој што во континуитет произлегува од атарот на општина Сарај или можеби на делови од општина Ѓорче Петров, особено делот кај Крушопек и Лак. Со цел да се заштити животната средина и да не се палат нивите, град Скопје организира бесплатно собирање на остатоците од нивите. Оваа мерка за бесплатно чистење на стрништа ја искористиле само неколкумина земјоделци. Заменик министерот за животна средина вели дека се спроведува стратегијата за намалување на загадувањето. Но еден од нерешените проблеми натаму е депонијата со канцероген линтан во фабриката Охис, чие чистење требаше да се случи есенва. Треба да се избере компанија која што треба тоа да го направи. Кај нас знаењето на нашите компании за жал се послаби. Очекуваме меѓународна компанија тука повеќе меѓународни компании да бидат присутни. Заменик министерот вели дека наскоро ќе се објави и мерката за државни субвенции за набавка на инвертори во домаќинствата. Мирјана Јовеска, Сител телевизија.